Почитувани граѓани, на 12 април ќе се судрат два различни концепти. Едниот прогресивен, предводен од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кој значи напредок, економски раст и развој, поголеми плати, повеќе пари назад кај граѓаните. И вториот, деструктивен, кој се залага за обнова на режимот, обнова на криминалите, предводен од Христијан Мицкоски и ВМРО-ДПМНЕ. Суштинската разлика меѓу овие два концепти, помеѓу одговорните политики и мерки на СДСМ и криминалите на ВМРО-ДПМНЕ, се гледа и преку конкретни бројки и показатели. Катастрофалните политики на криминалната ВМРО-ДПМНЕ резултира со пад од минус 1,8% на економијата во последниот квартал од нивното владење и енормното осиромашување на граѓаните. Денеска, преку одговорно работење на оваа влада предводена од СДСМ, спроведените мерки и вистинските економски политики, нашата економија бележи раст од над 4%. Во времето на криминалниот режим, парите одеа во джебот на фамилијата. Парите одеа во споменици, во барокни фасади, во жални врби. Затоа, почитувани граѓани, во тоа време минималната плата изнесуваше 9000 денари. Денеска, парите на граѓаните завршуваат назад кај нив. Пари има за плати, за повисоки плати, затоа што не се краде. Минималната плата ја покачуваме на највисоки 14.500 денари. Тоа е за 5.500 денари повеќе секој месец назад кај работниците. Од 9.000 денари минимална плата во времето на ВМРО-ДПМНЕ до 14.500 денари благодарение на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, односно за над 60.000 денари повеќе кај работникот за една година. Покрај минималната плата бележиме раст и кај просечната плата. Таа денес е за 2000 денари повеќе, повисока во однос на времето на владењето на ВМРО-ДПМНЕ. Индустриското производство, почитувани граѓани, во месец септември бележи раст од 6,1% во однос на истиот месец минатата година. Ова се официјални податоци од релевантни институции. Мицкоски и ВМРО-ДПМНЕ не можат да се помират дека платите реално растат, дека имаме реален раст на економијата. Тие се против повисоки плати, ВМРО-ДПМНЕ се против повисоки пензии, против повеќе пари кај граѓаните. Затоа ќе загубат на 12 април исто како што изгубија и на изборите во 2019 и во 2017 година. Граѓаните на 12 април ќе потврдат дека државата и економијата се на прав пат. Ви благодарам.